Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ке почнеме со проучување и обработка на глава 8 од Евангелието според Јован. Без разлика каде се наоѓате, додека го слушате ова проучување, сакам да знаете дека текстот кој го имаме пред нас денес е текст кој има важна примена за вас. Затоа, ќе ве замолам да обрнете внимание на тоа што ќе го кажам и да го примените во вашиот живот. Ако го направите тоа, сигурно ќе доживеете значителна промена. Доведено е во прашање девственото раѓање на Исус. Оваа глава започнува со жената која е фатена во прељуба. Потоа, апостолот Јован пишува за уште еден вербален конфликт помеѓу религиозните водачи и Исус. Конфликтот, покрај другото, се однесуваше на тоа како треба да се постапи со жената фатена во прељуба. Кога се најдоа во небрано, религиозните водачи ја сменија темата и почнаа да зборуваат за Исус и неговото потекло. Например, слушнете што му велат во стих 33. Му одговорија и рекоа: ние сме семе Авраамово и никогаш никому не сме робувале. А како ти велиш, ќе бидете слободни? Еве дел од одговорот на Исус. Стих 38. Јас го кажувам она што сум го видел кај мојот отец. А и вие го правите она што сте го виделе кај вашиот татко. Му одговорија и рекоа: наш татко е Авраам. Како што можете да видите, религиозните водачи го доведоа во прашање девственото раѓање на Исус. Така што, таквите сомнежи поврзани со неговото раѓање не се ништо ново во денешниот свет. Исус им рече: ако бевте чеда Авраамови, вие ќе ги вршевте делата Авраамови. Слушнете што им вели во стих 44. Вашиот татко е ѓаволот и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Тој е човекоубиец од почетокот и не стои во вистината, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, говори од себе, зашто е лажливец и татко на лагата. И на крај, стих 58. Исус им рече: вистина, вистина ви велам, јас постојам уште пред да се роди Авраам. Сваќате што е поентата на овој конфликт? Почна со жената која беше фатена во прељуба. Потоа, религиозните водачи тврдеа дека Исус е вонбрачно дете. Може би таа информација ја дознале во Назарет, местото каде што порасна Исус. Со оглед на тоа што голем број луѓе не поверуваа дека Марија зачна преку Светиот Дух, може би дел од локалното население почнало да кажува невкусни шеги на сметка на Марија и Исус. Затоа, религиозните водачи го доведоа во прашање неговото потекло, односно начинот на кој се родил Исус. Од друга страна, Исус тврдеше дека Бог е неговиот татко и постојано зборуваше за небесниот татко, бидејќи немаше земен татко. Библијата не учи дека Марија беше девица кога го роди Исус, а религиозните водачи го обвинуваат дека е дете родено од блудство. Затоа Исус им кажа дека тој постоеше уште пред Авраам, бидејќи иако се роди во Витлеем, тоа не беше почетокот на неговото постоење. Тој е вечниот син на небесниот Отец. Тоа е неговата положба во тројството. Тој е Бог и од секогаш постоел. Кога дојде на овој свет, тој дојде од вечноста, преку утробата на Марија. Во денешен контекст, кога се слави Божик, нагласокот се става на овчарите, ангелите, мудреците или на шталата. Некои луѓе влегуваат во дебати во однос на датумот кога се родил Исус. Но поентата и суштината на Божик не е во овие нешта. Тоа се само површни аспекти од празникот Божик. Прашањето кое треба да си го поставиме за време на Божик е: кој е ова дете? Господ Исус се уште го поставува прашањето: што велат другите? Кој е синот човечки? Се уште има различни мислења во однос на неговиот идентитет. Вистинскиот одговор е оној на апостол Петар, кој рече: ти си Христос, син на живиот Бог. Тоа е суштината на Божик. Исус се отелотвори преку девствено раѓање и дојде на овој свет за да ги спаси грешниците. Исус и простува на жената фатена во прељуба. Ајде да почнеме со обработка на првиот дел од глава 8. Како и сите останати зборови кои ги читаме од Библијата,
И текстот кој е денес пред нас е инспириран од Бог. Апостолот Јован ни го дал овој извештај со цел во нас да поттикне вера во Господ Исус Христос. Да ве потсетам на зборовите на апостолот, запишани во 20:31. А овие се запишани за да поверувате дека Исус е Христос, Синот Божји, и верувајќи да имате живот во Неговото име. Токму тоа е мојата молитва додека ги читаме и обработуваме овие стихови. Да поттикнат вера во Господ Исус Христос. Се надевам дека откако ќе го завршиме денешното проучување, ќе знаете нешто повеќе за Него, но и ќе почнете повеќе да му верувате. Текстот кој е пред нас е полн со духовни вистини кои се од исклучителна важност и за нас денес. По стиховите кои ќе ги читаме, ќе ја согледаме Господовата љубов, која и беше покажана на една грешна жена. Причината зашто овој текст е важен за нас е бидејќи сите ние сме грешни и од него учиме дека, ако дојдеме кај Исус со покајничко срце, тој нема да не осуди, туку ќе ни ги прости гревовите и ќе ни даде сила да живееме променет живот. Слушнете како започнува глава 8. А Исус отиде на Маслиновата гора. Утредента пак дојде во храмот и сиот народ доаѓаше кај него. А тој седна и ги поучуваше. Да ве потсетам на контекстот од минатата глава. Исус дојде во Ерусалим за празнувањето на сеници. Глава 7 завршува со зборовите и секој си отиде во својот дом. Сега Јован не известува дека кога заврши празникот, Исус остана во Ерусалим и поучуваше. Не ни е кажано што конкретно поучуваше, но кога ќе ја донесат жената која е фатена во прељуба, тој ќе продолжи со поуки, врз основа на ситуацијата со која се соочи. Патем, да се навратам на последниот стих од глава 7. И секој си отиде во својот дом. Најверојатно никој не го покани Исус во својот дом. Некој можеби ќе рече, луѓето тогаш не беа гостопримливи. Ние денес сме подобри во тој аспект. Но дали е тоа навистина така? Се прашувам во колку од нашите домови е Исус поканет и добре дојден. Мислам дека во поголемиот број домови Дедо Мраз е повеќе добре дојден отколку Исус. Поголемиот број семејства повеќе ќе предпочитаат дома да им дојде некоја позната личност или политичар, отколку Исус. Главното прашање за нас денес е следното. Дали Исус е добре дојден во нашиот дом? Откако Исус поучуваше во глава 7, сите луѓе си отидоа во своите домови, а Исус отиде на Маслиновата гора. Најверојатно ја мина ноќта надвор, на отворено. Утредента пак дојде во храмот и сиот народ доаѓаше кај него. А тој седна и ги поучуваше. Така поучувале учителите во тоа време. Седнувале и зборувале пред нивната публика. Стихови 3 и 4. Тогаш книжниците и фарисеите доведоа кај него жена фатена во прељубодејство. Ја поставија насреде и му рекоа: Учителе, оваа жена сега е фатена во прељубодејство. Забележете колку беа сурови и груби тие религиозни водачи во начинот на кој се однесуваа кон оваа жена. Сакаа сите да дознаат дека беше фатена во прељуба. За жал, такви луѓе постојат денес и во црквите. Кога ќе дознаат дека некој направил некаков греф, одвај чекаат да им кажат на другите за тоа. Бог не бара од нас да го сокриеме гревот, но исто така не бара од нас и да им кажеме на сите. Нашето справување со гревот треба да биде поттикнато од љубов кон грешникот. Еве што всушност се случи во стиховите кои ги читаме. Господ Исус седеше во еден дел од храмот и ги поучуваше луѓето. Одеднаш, надвор од храмот, се слушна силна бучава од гласови на луѓе. Тоа беа религиозните водачи, кои ја довлечкаа оваа жена пред храмот. Предпоставувам дека незината коса беше несредена, а може би беше и провокативно облечена. Кога ја влечеа по улиците на Ерусалим, дел од луѓето беа љубопитни и сакаа да знаат што се случува. Ја донесоа на местото каде што поучуваше Исус и ја обвинија. Оваа жена е фатена во прељуба. Прељубата, всушност, е практикување секс вон бракот. Исус го нарекува тоа дело греф, бидејќи на крајот од овој настан тој и вели: Оди и не греши повеќе. Исус не кажа дека прељубата не е греф, но според него прашањето е:
како да се постапи со жена која е фатена додека го прави тој грев? Според законот на Мојсей, таа требаше да биде каменувана. Но што мисли Исус за тоа? А Мојсей во законот ни заповеда: такви со камења да ги убиваме. Ти пак, што велиш? Тоа што религиозните водачи го велат е вистина. Преку законот, Мојсей на вистина заповеда оние кои се фатени во прелюба да бидат јавно каменувани, и затоа нема начин како да се побие тоа што го кажуваат водачите. Во Левитска 20:10 пишува: ако некој изврши прелюба со мажена жена или жената на ближниот свој, да бидат убиени и прелюбодеецот и прелюбодејката. Многу е јасно, зарем не? Прашањето е, зошто водачите не го донесоа и мажот со која жената правила прелюба, за и тој да биде каменуван? Очигледно е дека беа пристрасни. Забележете што му велат. Таа треба да биде каменувана. Но кое е твоето мислење? Очигледно е дека сакаат да го стават во незгодна позиција. Дали Исус ќе му се спротивстави на Мојсей или ќе го поддржи? Кој е неговиот став по однос на ова прашање? Тоа го рекоа за да го искушаат и да го обвинат. А Исус се наведна долу и почна со прст да пишува во земјата, не гледајки ги. Со други зборови, тие не ја донесоа жената кај него зашто сакаа да ја каменуваат. Нивниот гнев не беше насочен кон жената, туку кон Исус. Тој беше оној кого сакаа да го каменуваат. Затоа се обидоа да го наместат. Господ Исус го знаеше сето тоа. Сетете се дека во Јован 2:25 пишува дека тој знаеше што има во срцата на луѓето. Еве е неговата реакција. Повторно ќе го прочитам стих 6. Тоа го рекоа за да го искушаат и да го обвинат. А Исус се наведна долу и почна со прст да пишува во земјата, не гледајки ги. Интересна сцена, нели? Некој ја фати оваа жена во прелюба и ја донесе кај религиозните водачи. Тие сметаа дека тоа е добра прилика да видат што има Исус да каже во однос на овој грев, па затоа ја донесоа пред него. Предпоставувам дека нејзината коса беше несредена, а и нејзината облека беше неуредна. Прашањето е, што мисли Исус, како треба да се постапи со неа? Според Мојсеевиот закон, таа треба да биде каменувана. Но реакцијата на Исус е нешто што религиозните водачи, а и самата жена, сигурно не го очекуваа. Исус се наведна долу и почна да пишува со прст. Не ја погледна жената, ниту пак ги погледна оние кои ја обвинија. Во книгата на пророкот Еремија 13:13 пишува: Ти си, Господи, надеж Израелова. Сите оние кои те оставаат ке се засрамат. Кој отстапува од мене, нека биде запишан за подземја, зашто го оставија Господа, изворот на живата вода. Кој го заборави Господ? Жената фатена во прелюба? Да, но што е со религиозните водачи? Мислам дека и тие го заборавија Господ, иако постојано го спомнуваа неговото име. Господ Исус се наведна и почна да пишува нешто на земјата. Според тоа што го читаме во Евангелијата, ова е единствениот пат кога тој напишал нешто. Но не можеме да знаеме зашто станува збор, бидејќи не ни е кажано. Предпоставувам дека и вие сте љубопитни и ве интересира што пишуваше Исус. Јас имам еден предлог во однос на тоа и ќе го споделам со вас за кратко. Кога продолжија да го прашуваат, тој се исправи и им рече: Кој од вас е без грев, прв нека фрли камен на неа. Зошто го кажа тоа? Одговорот е едноставен, за да ги подсети дека и тие имаат гревови и дека не се ништо подобри од жената која беше фатена во прелюба. Пророкот Еремија рекол: имињата на оние кои се свртеа против Бог ќе бидат запишани на земјата. Но прашањето е, што напише Исус на земјата? Моје лично убедување е дека ги пишуваше тајните гревови на религиозните водачи. Например, може би додека бил млад, најстариот од фарисеите живеел распуштен живот и имал секс со некоја девојка, а потоа ја оставил. Тој мислел дека никој не знае за тоа, но Господ Исус знаеше и го подсети на неговиот греф од младоста. Тоа е само предпоставка, но има шанси Господ Исус преку тоа што го пишуваше на земјата, да ги подсети религиозните водачи на дел од нивните гревови. Со тоа ги замолкна и ги предомисли во нивната намера да ја каменуваат жената.
откако заврши со пишувањето на дел од нивните гревови, ја подигна главата и им рече: Ако некој од вас нема грев, слободно нека го фрли првиот камен. Пред многу години, кога за прв пат го прочитав овој текст, сватив дека никогаш не треба да практикувам фрлање камења кон грешниците. Се надевам дека овој текст ќе го постигне истиот ефект и во вашите животи. Слушнете што се случи потоа. И пак се наведна долу и пишуваше по земјата. Знаете што се случи потоа? А тие штом го чуја тоа, бидејќи совеста ги гризеше, се разотидоа еден по еден, почнувајќи од најстарите, па до последните. Останаа само Исус и жената која стоеше насреде. Еден шкотски проповедник рекол дека најстарите си заминаа први, зашто беа посвесни за своите гревови. Младите останаа малку подолго, и кога сватија дека постарите ги нема, најверојатно помислеа дека е мудро да го следат нивниот пример. Освен жената, само уште една личност остана на тоа место. Исус. Всушност, бидејќи беше безгрешен. Тој беше единствениот кој имаше право да фрли камен врз неа, но не го стори тоа. Исус дојде да го спаси овој свет, а не да го осуди. Истото се однесува и на жената, а и на секој од нас. Исус сака да ве спаси, да ви ги прости гревовите и да ви даде нов живот. А кога се исправи и не виде никого освен жената, Исус погледна наоколу и свати дека сите религиозни водачи го напуштија местото. Очигледно е дека сватија дека немаат право да фрлат камења врз неа. Тие беа група лицемери кои ги осудуваат другите, а самите не ги исповедаа своите гревови. Исус и рече: Жено, каде се оние што те обвинуваа? Никој ли не те осуди? Немојте да ми кажете дека Господ Исус немал смисла за хумор. Тој како да и вели: Каде се оние кои те обвинија? Сакаш да кажеш дека и тие се грешници? Исус ги потсети дека жената не е единствената која има грев во својот живот. Допред малку имаше голема галама и викање. А сега одеднаш сите си отидоа и жената остана сама со него. А таа рече: Никој, Господи. Тогаш Исус и рече: Ни јас не те осудувам. Оди си и немој повеќе да грешиш. Господ Исус се отелотвори и се роди преку девица. Целиот живот беше обвинуван дека е вомбрачно дете, но го претрпе сето тоа за да оди на крстот, да умре и да плати за моите и твоите гревови. Тој отиде на крст за да плати и за гревот на жената фатена во прелюба. Кога доаѓаме кај него со покаяние во нашите срца, тој ни вели: Не те осудувам. Оди си и немој повеќе да грешиш. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.